Здраво на сите, денеска имаме многу поучен лайф врз база на претходната недела и секако се одвиваше главно заради тоа што многу пати сум го дискутирал дека еден лош ден кога ќе прекршите некои правила може да ви го однесе целиот профит што го имате бавно билдено за една недела или за 2 недели. Тоа на мене ми се случило петоко, што не беше на лайв со студентите, туку сам тргував, ќе ви покажам точно кои работи ги сгрешив за да го изгубам фактички целиот профит што го имам билдено цела недела. Можете да видите право на TradeZella тука е ставено од 1 април, значи за овај месец. Вкупно сум минус $573 и сега ќе ви покажам со што. Прво имаме неколку одлични трейдови за анализа, ќе ви покажам трейдот на Амазон беше перфекција. Јате третата недела од април заврши со плюс 384 и тука беше многу бавно, многу школски, многу добар и процентуален трейд win, а и гледате дека нема многу трейдови. Имам значи 2 трейда у просек, па после тоа имам 6, па 3, па 2. Значи вкупно за 4 трейдинг дена имам 13 трейдови. Кога ги поделите на 4 имате по 3 трейда на ден, што е оно sweet spot. Сега погледнете претходната недела. Само ова сега што поминав. 7 трейда, 5 трейда, 7 трейда, 8 трейда. Значи значително зголемено, скоро дупло повеќе у просек отколку обично што имам тргуван. Понеделнико што имаме? Имаме минус 9% на Амазон, плюс 18 на Palantir, плюс 10 на Амазон, минус 8 на Софи, минус 12 на Амазон, минус 20 на Амазон, плюс 11,5 на Microsoft. Горе-доле, гледате дека се движат тука, значи прв ден за трейдање у неделата, гледате дека се движат тука помеѓу 10 и 20%, оно sweet spot. Нема ништо ни премногу агресивно у поглед на профити, ни у стоп лос. Значи горе-доле, скоро на break even, со тоа што win rate ми е тука 33%, а P&L ми е минус 90. Така да, окей, старт на денот. После тоа, вториот ден, значи има плюс 16 на Окло, плюс 35 на Окло, плюс 14 на Iron, минус 11 на Iron, плюс 11 на Microsoft. Win rate 80% и gross P&L 392. Значи, многу подобро. 4 винери, 1 лузер. Одеме на четвртоко. Ова беше ептен многу интересен ден, пошто и тука имавме turnaround на целата работа. Win rate 43%, 3 винери, 4 лузери, така ли? Gross P&L 22, break even, со тоа што за тие што бевте на лайв, сеќавате се дека последниот Nvidia, тука беше Nvidia беше целиот проблем едноставно продолжи да фейка цел ден. Ќе видите колку пати имам пробан. Значи еден трейд на Nvidia минус 17% фейк аут. После втор минус 21% фейк аут и трет минус 9%. Тука беше стопирав на 9 заради тоа што кажав дека нема да дозволам зелен ден да ми отиде у минус. Значи завршив со минус $8 net P&L. После тоа што бев некој плюс, да видиме колку сум бил. Значи некој плюс $100 сум бил плюс после трейдо на Амазон. Сега ќе ви покажам тука колку беше школски перфектен пример за плюс сетап на Амазон и овие се трейдовите што би сакал да ги правам повеќе, а не тие што ќе ви покажам у следниот чекор. Че тука го имам реплејот на Амазон, само што го имам отворено. Тука од десната страна, можете да го видите доле одма до камерата, Амазон гледате го на чарто како исполнува една зелена свеќа. Гледате го ова, нели? Што правиме тука? Имаме pre-market high и yesterday's high, така ли? И previous day high. Тоа е 256 левел, гледате испрекината зелена и цела зелена линија. Имаме breakout, после тоа постепено чекаме да ретестира. Имаме го EMA Cloud, видеото за EMA Cloud ви го стив претходно. Наоѓаме се над VWAP, што е виолетовата линија, волумено е намален и баш кога го ретестира него ни пипка левело, одбива се од EMA Cloud и почнува да исполнува зелена свеќа и тука е моментот кога го отварам трейд.
Значи имам отворено 5 контракти, можете да видите тука и гледајте сега како ќе ги скалира. Значи прво 3 одма зимам на овај памп. Тука кога ќе се случи како првиот сквиз, првиот брейкаут, само да се тргне. Ајде. Тука гледате од левата страна плюс 23%. Веќе имам realized PN. Добро. 5 контракти. Тука веќе имам продадено 3 контракти на овај првиот памп. Сеш, која е целата шема на кој начин ги земам ја профитите? Значи секогаш кога имам прв памп, барем пола од позицијата или 60-70% од позицијата ја продавам за да го осигурам профито, што после ќе ви овозможи ранерите да имам простор да ми направат и ретест и додека не ја прекршат структурата да продолжат нагоре. Значи после наредната структура тука би била на 257 некаде, претходниот хај дека е тука баш позади плеерот дека се наоѓа, ќе го видите. Значи ако ретестира, ако врате од таму, останувам у трейд и цело време такви си ставам нови левели. Значи гледате тука дека оде 27%, ќе го убрзам. Па веќе одеме на 40, значи имаме пам плюс 40%. Наредниот левел ми е 258.59, што е и претходен all time high. И што ми е на мене целата филозофија? Сакам да ги чувам ранерите еден, тоа го зборам на лајв, еден да земам профит точно кога ќе опипне левело, првата работа, и вторио ако го направи брейкаут или ако ми ја прекрше доле структурата и едноставно да не продолжи моментуму за нагоре. Тука 50% 57% праве, точно кога пипка тука го земам профито. Гледате, од 2 станува еден контракт. Опа, на 47% го продавам. И сега, последниот ранер го чувам за брейкаут. Добро ретестира, гледате, бам, па имаме волумен, пробива нагоре, 70%. Една работа што можев да ја направам е да, тука на најголемиот волумен кога го имаше на брейкаут, тука некаде, ќе направи 70 и нешто проценти, можев да земам, меѓутоа, сакав да видам додека може максимум да оде. Гледате тука држи име клауд, јас сум уште уверен дека има сериозни шанси да продолжи нагоре. И сега тука кога почне да прекршува, гледате, прекршува го EMA клаудо. Мене тука некаде ми е 258 да го задржи левел. Гледате дека има враќање на свеките од оздоле. Губам дел од профито, значи од плюс 17% ми оде на плюс 20%, ама е ранер, веќе ми имам осигурано $90 у профит од целиот овај трейд. И сега тука веќе на претходната свеќа требаше да затворам. Ќе го затворам со плюс 15, плюс 20%. Сакав да видам и со оваа што ќе се случи и веќе кога ми оде тука на кај break even, викам нема да дозволам да ми отиде у минус зелен трейд и тука го затварам. Ама реално претходниот хај, овај плеер не може, опа. Значи претходниот хај тука кога значи 258, тука кога не издржа, кога ја затвори оваа црвена свеќа, тука беше моментот за најидеално затварање. Ама како и да е, значи претходниот пат па на AMD постојано правеше break retest и на all time high и се, така да направивме 250% со ранер. Така да јас сум за да го ризикувам профитот, значи ризикувам само еден од 5 контракти за да ми направи многу профит. Некој се случува и повеќе од колку сите други 4 заедно. Што би го направиле тоа. Сега тоа е за четвртоко, одличен трейд на Амазон. Nvidia едноставно тука не фекна еднашка, втор пат, трет пат, после тоа уште еднашка ќе има, тука сме минус 16%. Така да едноставно не испадна на Nvidia според мојата стратегија, у петоко испали скрос нагоре. Значи у петоко го направи тоа што
нели сакав да го направи у четвртокот, така да некојаш наредниот ден ќе се случи тоа што го бркате и ќе ви треба неколку подлог период да го направите тоа. Сега окей. Тоа е за четврток. Break-even ден, ни плюс ни минус. Денот што ми ги однесе сите профити што ги имав вградено последните 2 недели. Значи гледате дека е скоро минус $1000 на тај ден. И заради што се случува ово се случува како склоп на неколку работи. Прво нешто што го правев е бркав на, сега ќе ви покажам. Сите трейдови ми се Тесла тука. Имаме Тесла, Microsoft, знаете, и уште еден на Тесла. Што направив погрешно тука и што? Прво, што барав у текот на денот? У текот на денот, SPY направи all-time high, QQQ, Nasdaq, исто направи нов all-time high, значи пукаа нагоре. Сите акции спукаа нагоре и ја едноставно барав reversal дека ќе биде на Тесла. Првиот трейд што го отворив на Тесла беше тука break и retest. Тука. На 380. Break, retest, тука го отворив првиот трейд. Гледате. После оваа црвена свеќе, тука зелената само што почна да ми исполнува, тоа е ентрито што го барам. Тука го отворив првиот трейд. Едноставно беше fake out, кога почна да исполнува поголема црвена свеќа, излезов тука од трейдот. Тоа што може подобро да го направиме да биде над pre-market high. Гледате, тука на ретесто кога го отвори, баш се поклопуваше и со VWAP и со EMA Cloud, тука ако отворев ќе земев профит на наредниот левел, што е major level. Сега, првиот трейд, сега ќе ви покажам. Значи го имам отворено 9.52, значи 3.52 минути, минус 48%, заради што? Тоа што ви го спомнав, отварам помали позиции тука, ама беа за end of day, со 0 day still expired, така ли? Значи што ме беше на мене тука целата? Ја тука само бев пуштен на лайв, бев на Десијано на Mastermind-о и комунициравме таму, дискутиравме некои работи, викам окей, еден ќе ризикувам дел од профитот што го имам направено за неделата, само за да, нели, да пукам еден трейд и тоа е тоа излам. Кога не ми успеа, наредниот период, значи гледате некои 20 минути само анализирам, немав отворено никаков трейд. И кога видов дека тука враќе надоле, тевате 10.10, веќе почна да ми станува интересно. Меѓутоа, заради што? Заради тоа што SPY QQQ правеа нови all-time high и сите други технолошки компании разбива. Значи Amazon, Nvidia, AMD, Microsoft, Google, сите поред. Освен Tesla. И викам, кога задржува веќе тука на low of day, pre-market low исто тука, пропадна, викам окей, ово е liquidity гребо, од тука викам би бил reversal. Наредниот трейд што го отворив, од тука до тука, мислам дека ми направи некој 100%. И сега тука улават сите овие проблеми. Сега ќе ви кажам. 10.12, после имам 10.34 и 10.38. Јајде се. 10.34 е тука. $10.38 докупувам. Тука кога го флипа нај-EMA Cloud. Видете сега што се случува. Тука улавам едноставно во една зона што на никој не му е посакувам да ја прави, поготово со 0 day still expiry и на не толку добар сетап. Заради што? Заради тоа што е тука pre-market low. Идеално тоа окей е за reversal, нели? Ама, например, од тука до горен левел, дека што е VWAP и е тука pre-market high, е окей да се држи. Значи можев тука да скалпирам, викам ви дека имав скоро потенцијално плюс 100% профит. Чекај, баш ќе отворам. Баш ќе отворам трейд. Не е било овој. Добро. Сеќавам се дека
Еве. Погледнете. Тука имам отворено 3 контракти. Значи по $167, тука имам скоро $500 профит направено, потенцијално максимум профит што го е постигнал контракт. Тоа е од тука до горе, до pre-market high. Значи тука би ми прават 100% профит заради тоа што флипа и заради тоа што 2-3 пати веќе предходно не ми успеало тоа што го сакам, ама не ми ни покажува сетапот дека тоа ќе го постигне. Но ќе го дискутираме тоа на крај. Тука ги флипа, на EMA викам окей и VWAP ќе го ретестира и тука викам ќе имаме breakout и ќе ги чувам. Можев едноставно да земам со 1 или 2 контракта да си го сигурам профитот и третиот да го чувам на break-even. И после тоа, значи кога не ми успева, чувам го на ретест до тука до доле, па ајде уште малце, знаете, тука станувам пристрасен за мојот трейд дека не е возможно дека нема да ми успее, а ништо не ми дава конфирмација дека ќе се случи тоа. И плюс е многу волатилен контрактот, значи плюс 100%, пример бил една секунда, две, после тоа со наредната свеќе паѓа на плюс 50%. Толку брзо се движи целата работа. Добрата работа е тука што излавам на break-even, ама од како веќе сум лаком и на 100% не го зимам профит. После тоа, едноставно не можам да се помирам со фактот дека, викам, кога и да е, дека и да е, гледам ја на сите таймфрейми, на саат, 15, 5-2, викам, Тесла мора да направи breakout. И она до крај на ден уште не го прави breakout. Значи автоматски се одбива од pre-market high и тој никако да го стигне ово нагоре. Тука едноставно улавам у една зона, у еден луп дека што добрата работа, што би било тука? Ако имаше break и retest тука и да е VWAP под него, да е над EMA Cloud како тука и тука, веќе кога пробие еден левел и после втор да пробие, веќе го фаќа моментум акцијата. А тука едноставно, гледате, ово е буквално no trading zone. Low имаме, high имаме и буквално и у чопи зон цело време на контракт што има 0 денови до истек. И дека што малку падне, малку има дамп на надоле, отидеш минус 20-30%. Една свеќа има зелена нагоре, плюс 20% направи. Имав повеќе шанси да направам профити како 50, 60, 100%, тражев нешто од берзата што на мене не ми го даваше. Значи ставив се во ситуација ја да барам нешто од неја, а да не го трейдам чарто. Значи едноставно може да си земам 100% профит тука, па после ако сакам па да влезам, па да чекам добар тест, пример тука да влезам, кога ќе ми даде памп, кога ќе видам дека паѓа тука од VWAP дека има одбивање, па да излезем ако сакам веќе да го скалпирам. Или да чекам чиста ситуација да направи break и retest на pre-market high и едноставно да тамо да излезам како претходно што не ми успеа. Прва многу битна работа, не бев подготвен за петок, едноставно викав нема да го трейдам овај ден и ќе отидам на лайв кај Десијано, ќе си збореме таму чисто да ја гледаме работата. После тоа прекршив си го зборо, отворив еден трейд, а не планирав, викам ајде ден нека биде и после тоа наставно станав пристрасен и толку многу време трейдав и многу стресно ми беше заради позициите, заради фактот што не е мој сетап ово што го правам, значи ловам ботом, а не зимам профит тамо дека што би требало да го земам, заради тоа што се надевам дека ќе ми даде нешто повеќе. Едноставно, вака таков ден завршува вака. Значи брише го профитот што сум се мачил да го направам во последните 2 недели. Така да тоа е целата недела, многу жал ми е што го завршувам, значи сум бил плюс $250 на неделата, супер, не е нешто страшно, ама е супер, поготово 2 недели ќе врзев зелени, што ќе беше одличен моментум. Криво ми е, ама тоа нема ништо да ми помогне. Сега останува нареден предизвик е да не го носам овај товар у наредната недела, за да можам добро да си трейдам како што го правиме тоа последниот
последниот период. Сакав да го споделам целото ово за тоа што да не мислите дека зборам цело време дека има вакви денови, туку да видите што може да се случи и едноставно дека ако не се случуваат вакви, па нема да се ставам у ситуација да научам уште повеќе, да бидам уште подобар, да ви го пренесам знаењето и така натаму. Надевам се дека ќе учите од овие грешки што ви ги споделам у овие видеа за вие да не морате да ги правите истите или барем не до тај размер, затоа што ово у секој случај минус $1000 е, гледате, многу надвор од нормалните плусови и минуси што се случуваат. Тоа е тоа. Ресет за време на викендо и наредната недела почнуваме со свежа енергија. Тоа е тоа за овај рекеп. Гледаме се у наредниот. Чао.